Кој ќе го изгасне светлото во СДСМ? Откако лидерот во сенка го објави составот на новиот тим, може само да погодуваме кој ќе биде во улогата на Чомовски, кој последен го изгасна светлото во тогашната А1. И СДСМ ја чека истата судбина. Стечај. Со овие луѓе каде? Ке се обидеме во 5 минути да ви го опишеме тимот на СДСМ заедно со стечајниот управник. Најголемо засилување е Фрчко Мали. Јон се враќа во тимот на Филипче. Да беше од Битово, ке го викаа Јон Црта или на Шпарканио. Кога повторно влегов на Бихачка, сигурно му ја пееле оваа песна. Нов заменик на Венко е Александар Трајановски. Овој доктор го доживеа најубедливиот пораз во општина Аеродром, па сега како награда доби функција во СДСМ. Уште не ви текнува кој беше овој, онојде од јахтата на Заев и Филипче. Се сеќавате на директорот на Шутка, познат како Сокол? Тој Сокол си ги пуштал затворениците да излезат да завршат некоја работа, советување дека навечер ќе се вратат. Некои се врати, а некои фатија џаде. Сокол може да помогне единствено во реновирање на новите келии во Шутка, за неговите колеги од партијата. Не иде такви ликови од големото добро утро што се вика да спијат на промаја и на влага. Не се навикнати, тие за Брисел сонуваат. Филипче во тимот ја врати и Јована Тренчевска. Мислев да најдам нешто позитивно да кажам за оваа жена, но ништо не најдов. Освен дека е кадар на Заев, па сигурно таа е убацен играч на Зоки во секој момент да знае што се случува на Бихачка и кој му работи позади грб. Сепак, најголемо засилување на Филипче е Андреј Жерновски. Србите имаат убав збор за ваквите луѓе. Прелетачевиќ, откако за малку не стана амбасадор, ама си живееше како дипломат, се врати во партијата каде што припаѓа и идеолошки и политички. И за него мислев што да го пофалам и ми текна на онаа негова изјава дека ќе се урне северната трибина на градскиот стадион и дека луѓето не треба да одат на надпревари. Неа, урната е. Добре дојде во СДСМ на Жерновски му посака неговиот поранешен партиски другар од ЛДП Мирослав Шиповиќ. Тој по повеќе од 10 години откри на каков начин Андреј сакал да стане градоначалник на општина Центар. Се сеќавате на таа 2013 година кога Жерновски од трет пат стана градоначалник, тогаш беше обвинето ВМРО ДПМНЕ дека намерно ги заглавувале лифтовите и ја исклучувале струјата за да не можат постарите граѓани да се симнат на гласање. Ама не било така. Шиповиќ откри дека тие ги заглавувале намерно лифтовите за да победи Жерновски, а го набедувале ВМРО. Како се вели, вистината е како шило. Добро, а кај е Кузевска во новиот тим на Филипче? Па за овие ликови Богданка е Каја Калас. Да ви кажам право, откако Богданка не искритикува дека не сме ги објавувале пресовите на СДСМ, почнав да им ги читам соопштенијата. Интересни биле. Еве, например, секое второ соопштение име за Србија и за некаков српски свет. Најголем непријател име е Александар Вучич. Обседнати се со него. Заборавија како токму Филипче, кога беше министер за здравство, му се заблагодаруваше на Вучич, што среде корона ни даде вакцини и пченица за да не умреме. Ова се вика рани куче да те лае. Костадин Костадинов, не оној струмичкиот, побара Бугарија и Македонија да се соединеле во една држава и на тој начин правата на бугарите ќе биле заштитени. Населението в Македонија в мнозинството си е българско, ние искаме второ съединение. Не е боле се што боли, единствено кој може да се соединат се Пиринска и Егејска Македонија во Европската унија. Откако веќе Богданка не е актуелна, Чавес се врати на стандардните 5 минути, но со СДСМ никогаш не се знае. И онака врие на Бихачка. Шилегов, Андреј Петров, Шема, со душа чекаат докторот да замине за Дубај, за доброто и на СДСМ и на Македонија.